Најавената средба и разговорите меѓу САД и Иран што денеска требаше да се одржат во Швајцарија со цел привремена деескалација и отворање нова фаза од преговорите за иранската нуклеарна програма е откажана. Двете страни САД и Иран требаше да се сретнат во швајцарското планинско одмаралиште Биргеншток, недалеку од Луцерн, а на средбата се очекуваше да биде потпишан меморандум за разбирање, кој би отворил пат кон нова фаза на преговори за иранската нуклеарна програма и намалување на тензиите во регионот. Од Белата куќа соопштија дека состанокот е одложен поради организацијски и логистички причини, но не беа дадени повеќе детали, освен што беше најавено дека Вашингтон останува подготвен за продолжување на разговорите. Our plan is to go to Switzerland. I don't know exactly when. The way that we're setting up this technical negotiation is that obviously you're going to have the political leadership involved. Excuse me, we're going to have people on the ground actually driving the technical talks, the nuclear talks, how do you destroy this highly enriched uranium, all that stuff. I plan to go to Switzerland. Exactly when, we think these technical negotiations are going to start sometime this weekend. That's still the plan, but that could change because it's not an easy country, Iran, to get out of, and so we're trying to figure out exactly when that's going to happen. Американскиот председател Доналд Трамп и иранскиот председател Масуд Пезешкијан одделно во средата го потпишаа рамковниот договор за крај на војната против Иран, која САД и Израел ја започнаа кон крајот на февруари со напади на Иран. Според Пакистан, тој стапил на сила веднаш, а договорот предвидува дека во рок од 60 дена ќе биде склучен конечен договор за мир и крај на нуклеарната програма на Иран. Врховниот лидер на Иран Моџтаба Хамнеи оцени дека договорот е постигнат од очај, но потврди дека го одобрил и покрај различниот став по уверувањето од иранскиот председател дека ќе ги заштити правата на иранската нација. Тој порача дека Иран ќе продолжи со разговорите само доколку се почитуваат неговите позиции и интереси. Од овој момент па натаму, преговорите лице в лице што ќе се водат во иднина нема да значат прифаќање на мислењето на непријателот. Во објава на социјалните мрежи Трамп напиша дека САД се посветени на мирот и ги охрабрува сите во регионот да ја одржат својата посветеност, за да овозможат преговорите да се одвиваат успешно. Очекуваме целосен прекин на огнот на сите фронтови, вклучително Либан, Хезболах и Израел, изјави американскиот председател. Денеска Ормускиот теснец е повторно отворен, а американската поморска блокада укината.